Деновиве беше пуштено видеото од новата сезона на хит серијата Преспав. Во пресрет на новите епизоди, гостин во студиото еден од омилените ликови на јавноста, познат како Талат од Титово или акторот Дритон Весели. Дритон, добре дојде во студиото на Репортер. Добро ве најдов. И драго ми е што си мое друштво за денес. И сега кажа во најавава дека го пуштивте тизерот од петата сезона, во која што на голема врата Миле, ама оној првиот се враќа, актерот Владо Јовановски, со се милионот да го спасува пансионот Преспав, кој веројатно отиде во стечај. Тоа е она што јас и гледачите го видов од новата сезона. Можеш ли да ни откриеш што ќе се случува и дали ќе биде исто толку забавна како претходните? Нема да биде исто толку забавно како претходните сезони, ќе биде уште позабавно. Добре. Да, ќе биде позабавно од претходните сезони. Со враќањето на Миле, оригиналниот. Сега ќе има нови сплетки, ќе има во петата сезона. Имаме одлични сценарија за сите епизоди, скоро се одлични. И интересно е како сценаристите ги вклопија сите ликови сега во новата сезона и ќе биде многу интересно. Добро, ова се веќе ќе почнам да личи на шпанска серија, ова сега на шега го кажувам, пошто Миле е првиот и овој Миле и Игор Џамбазов и претпоставам дека некоја добра приказна стои позади сето ова. Кога ќе почнат да се емитуваат епизодите на Преспав? Ќе почнеме со емитување на епизодите на 18 декември. Првата епизода, па се до Нова година. Нова година спремате новогодишната, снимена новогодишната или допрва ќе се снима? Допрва ќе се снима новогодишната епизода. Сите до останати епизоди ги снимивме во новите услови. Сега ќе те прашав, односно зачувај го ова прашање за малку понатаму да ми кажеш како се работеше во времето на COVID-19, колку ви беше тешко снимањето, меѓутоа прво сакав да те прашам дали ќе имате како во претходната сезона повторно актери од надвор како што беше Никола Којо и Анџелка Прпич. Дали за оваа сезона се планирани? Да, ќе има дефинитивно ќе има епизодни улоги. Има и нови ликови кои се појавуваат. Наташа Петрович исто се појавува во новата сезона како нов лик во пансионот Преспав. Нема да откријам за ликот повеќе, ќе видите сами. Сега нормално не е исто како претходната сезона, зашто нели мерките новите, новата нормалност, но сепак има ликови епизодни кои носат нешто свое во епизодите. Добро, како беше да се снима во време на корона? Како вие, актерите, успеавте и колку се плашевте дека некој можеби ќе се зарази со корона, па заради тоа ќе престане и снимањето? Постоеше тој притисок, нормално. Постоеше тој притисок дека може да се случи, не дај Боже, такво нешто. Но реално, искрено, за мене беше терапија снимањево, зашто нели знаеме сите што се случува и тоа влијае врз нашата психологија, но ова беше некакво бегство за мене лично и за нас актерите од Преспав. Верувам и за публиката ќе биде исто бегство. Можам да кажам дека ја откривме вакцината. Ја откривте, вау! Ова ексклузивно во Репортер. Добро, очекуваше ли ликот на Талат, кога се појави нели во втората или во третата сезона, првпат се појави ликот на последните епизоди на првата. Очекуваше ли толкава популарност и дека толку многу ќе се допадне на публиката? Некако успеа ненаметливо да се наметни, баш да стане хит, да стане топ ликот од серијата? Не размислував искрено за тоа каков пат ќе има ликот, но почувствував дека ќе биде нешто големо, зашто јас убаво се чувствував додека сеќавам на првата епизода кога се појавив, убаво се чувствував инстантно додека ја толкував улогата. Но можам да кажам дека сум пријатно изненаден од резултатот. И добро, кога си шеташ по улица, како те викаат, правилното име Дритон или ти викаат на Талат од Джипчиште? Па сега веќе на Талат не се ни вртам. На Дритон не се вртам. Сам си го заборавим? Си го заборавив името. Но позитивно е, сегогаш е позитивно, сегогаш со насмеани луѓе ме пресретнуваат на улица и
тоа е убаво. Добро, рецепционерот талат е секогаш насмеен и секогаш кажува по некој штос, дури никогаш не сум го видела реално во серијата тажен, освен кога патеше по Исаурама и тоа некако кратко беше. И сега дали во ликот на талот се крие прототип на еден типичен угостител кај нас, па и воопшто кој што секогаш мора да биде насмеан, па и тогаш кога му е тешко. Дефинитивно тоа беше појдовна точка за ликот кога го градевме, да речам. Тоа меѓутоа според мене тука лежи многу интересна комедија во таа некаква како да ја наречам глума во глума. Зашто нели јас растев во таков круг со угостителството, тоа е една тема која исто можеме да ја отвориме. И од таму имам искуство за како треба со гости, со муштери, како треба да се однесува, па и од таму имав инспирација за така. Добро, оние мимики, тикови кои што се карактеристични за талат ги вежбаше пред огледало колку ти. Како еден актер треба да се носи со една улога која што е комична, затоа што комедијата како жанр претпоставувам дека е најтешки да успее да насмее публиката. Колку тебе ти беше тешко? Тешко. Секогаш е, мислам, тешко е да комедија се толкува, многу е потешко од драма, зашто пак е станува збор за прецизност и дури за математика, можам да кажам, кога се работи комедија. Ми беше тешко нормално на почетокот, но како поминуваше време, мислам се полесно и полесно ми стануваше и поприродно да го толкувам ликот. Пред огледало не вежбав. Тоа е едно правило дека актерите... Или сега ги правиш овие мимики? Тоа Пошто јас сум фан на преспапа. Аз се посетам на ликот, одма Да. ме обзема. Но тоа од внатре пак се случува. Так. Мимиките не ги размислувам, туку зависи од ситуацијата и спонтаноста. Затоа мислам дека во моментот повеќе излегуваат, а не дека е нешто се размислени претходно. И сега ќе се вратам повторно на глумата и на актерството и на талат секако. Меѓутоа спомна, јас потекнувам од семејство кое што се занимавало со угостителство и сега некако ми се виде можеби интересно тука муабето да го насочам кон тоа. Јас знаев дека сте имале сладкарница, меѓутоа не знаев дека популарната малага е сладкарницата на твоето семејство. Како тргна приказната за малага и да се наметне како да биде еден белек и култна сладкарница во Скопје? Па мислам дека тоа времето го направи со малага, затоа што веќе 50 години е на истата локација и нормално многу сеќавања се таму создадени, многу убави моменти и така мислам дека како се вика зборот еснав. Така? Еснавски мислам дека можам да кажам една од така по еснавските сладкарници. И добро, како го научивте најдобриот сладолед? Да го кажам рецептот? Не го кажам рецептот, знам дека тоа секогаш е нешто што се чува во тајна, само кој ти е како е да си има сладкарница и да се одржи витката линија и кој ти е тебе омилено благо? Па традицијата го прави своето со сладоледот и нормално квалитетот. А јас дека растев заокружен, мислам, обкружен со благо, со сладолед и некако не ми беа интересни многу. Па и не ги конзумирам. Омилен сладолед ми е добро, чоколадата. Класиката. Ако ходиш да речеме никаде во никоја кафана или во ресторан, што нарачуваш класика, колачи кои што се, не знам, традиционални или доовде? Доовде ми е, буквално и тоа им го кажувам за мене не треба десерт, пошто доовде сум полн со десерти. Ретко да слушам дека некој не сака десерт. Добро, талат е од Тетово. Дритон е исто роден во Тетово или во Скопје? Која е приказната? Па јас сум роден во Тетово, али тоа е некаква си транзиција, не знам, неколку години живееле, моите се преселиле од Скопје па во Тетово. Сум се родил, па после се вратиле пак во Скопје.
Така да јас само сум роден во Тетово. Така, а детството го помина во... Детството го поминав во Скопје. Па и во Тетово нормално кога одев како мал. И таму пораснав и тука. Меѓутоа го негувам некако тој дел што ми е од Тетово, зашто интересно е, мислам дека тоа со жаргоните и во Преспав, мислам дека тоа е богатство. Секој жаргон, секој дијалект си има нешто свое и тоа ми е мило што имам такво едно потекло. Од каде љубовта кон актирството и како тргна твојата приказна? Љубовта моја кон оваа уметност, мислам, почна чудно некако можам да кажам, и мене не ми е многу јасно кога точно се појави таа желба, зашто студирав средно уметничко, графика. Значи планирав да станам графичар, уметник, сликар. Меѓутоа тука нешто се случи, нешто ми кликна, уствари ме убедија и професорките да се пробам на глума, зашто и тогаш веројатно сум ги забавувал и професорите и моите пријатели. И они ме приметија, они рекоа да пробам на глума да се пренасочам и после почнав малку по-сериозно да размислувам. И стварно сватив дека е навистина професија која ме прави среќен, но има и исто многу сличности со сликарството, зашто и во двете се почнува од нула и се создава нешто од ништо. Така да се случи некако така, спонтано. На Естра завршив, кај професорот Роберт Велјановски, го поздравувам од тука го ме гледа. Поздрав. Поздрав, професоре. И беше многу забавно, тие 3 години беа студиите и беа најубавите години, мислам дека во мојот. И првата улога од како го заврши факултетот? Имав улоги по театрите, во драмски, имав во комедија, во МНТ некои мали представи. Во моментов работен си во некој од театрите во Македонија, или? Во моментов не сум вработен, имав краток еден период бев вработен во театар комедија, но ми истече договорот сега со ситуацијава со корона, со COVID-19. Малку се искомплицира таа ситуација, но еве се исполнувам на ова друго поле. Добро кога сме кај ликот на Талат. Талат вози голф четворка или тројка. Сите мислам дека ги има возено Талат. Сега е на голф петка. Така. Пета сезона, голф петка. А јас пак немам ни возачка. А ти немаш ни возачка? Немам ни возачка. Значи, кога ќе ми го кажеш, навистина немаш возачка? Навистина немам. Онда добро играш улога. Така? Ала да се расправа со. Откако стана популарен, дали луѓето повеќе доаѓаа во сладкарницата или велеа ќе одиме во сладкарницата на Талат или не? Или таа беше доволно популарна за да не мора сега заради тебе да седнуваат таму на благо? Да, така беше. Пошто нели популарноста на Малага е многу пред мојата. Многу пред Преспав. Многу и пред на продукцијата, да. Се шегувам. Но имаше случаи кога нели успат ќе дојдат на славот и успат ќе ги поздравам или ќе си помуабетиме, ќе се сликаме. И тоа се беше многу позитивно. Како испадна да го добиеш ликот на Талат, усвари? Кој се погрижи за стилот, да изгледа така како што изгледа со фризурата, со се пошто си препознатлив всушност на јавноста? Па ова со имиџот на ликот се случи кога ме викнаа на сет. На сетот на Преспав, првиот пат кога се појавив. Бев многу фасциниран од сценографијата, од костимографијата. И тогаш бев, ја сеќавам, брадоса, мислам дека имав брада, баја ги голема и коса имав долга. И тука ме седна, ајде да видиме што можеме да направиме со ликот и скроз спонтано испадна, а и мислам дека и некоја слика има видена од мене од кај што имам бркови од претходно и така одлучија и директно ме седнав, ме избричија, ме шиша и одма се роди ликот. Се роди ликот на Талат. Како е да се биде на снимањето на Преспав? Како го поминувате стото? Нормално има позитивна енергија цело време на сет. Се смееме, мислам, се трудиме да не се насмееме, зашто некоја се случува времето да е тесно, па
да треба да обрзаме, а се случува нормално да не фати криза некоја, да не можеме да престанеме да се смееме, зашто нели ја мислам дека клучно е прво нас да не биде смешно, за да можеме тоа да го изведеме, па да се префрли кон публиката. Колку часа ги поменувате на Сите. Сите, Сите. Снимањето е, не можам да кажам напорно, зашто кога нешто го правиш со љубов и со позитивна енергија, некако брзо и ни поминува снимањето и денот. Но ете се трудиме да стигнеме побрзо и на време и публиката да не чека многу за тоа. Добро, колку е дозволена импровизација во сцените или кога е во прашање ваков тип на серија, претходно нели во театарот е дозволено да се прави импровизација. Колку тука ви е дозволено, зборувам конкретно твојот лик? Оставени се на среќа, можам да кажам, тие моменти на импровизација и на спонтаност. Не се договараме за такви некои моменти, но ете ќе се случи да природно да ти дојде нешто да кажеш или некоја реплика или некое движење, па тоа да испадне точно и да остане на снимањето. Така да има моменти кога импровизирам. Од оно што го дознам за тебе, знам дека имаш постар и помлад брат. Со кого повеќе се сложуваш и како е да се живи? Како е со тројца браќа? Како им е на родителите твои со тројца браќа? Извини, погрешно го фрлам. Тоа е точното прашање. Интересно, јас сум средниот брат. Така да... Ни ваму ни таму. Ни ваму ни таму сум. Со помалиот генерацијата, разликата во генерацијата малку е така ми е тешка што не можам. Колку сте разлика? 10 години сме разлика. Со помалиот? Со помалиот, да. А со постариот? Со постариот 3 години. Аха. Поблиску вие сме со двајца постари. против против младата генерација. Така. Па интересно е, мислам, секогаш има шеги, смеа, секогаш и дома ете се смееме јас. И без да бидам пред камери, мислам дека треба да се негува тој дух на позитивен дух. Твоите браќа го работат семејниот бизнис или се занимаваат со некоја уметност? Па брат ми постариот, он исто се бави со уметност, он се бави со музика. Да, значи он е музички продуцент. И јас растев кај негово студио и слушав како се снима, како се произведува музика. И тоа е мисто креација, дел што е многу интересен според мене. Сите уметности го има таа допирна точка на креирање. И така. Дали потекнуваш од традиционално семејство? Велиш треба да се негуваат тие односи со родителите, со браќата? Па, така, растен сум во таков круг на, еснавски, растев и во сладкарницата работев јас во младоста, па таму научив многу работи и за животот, кои на друго место не знам дали можеш да ги научиш. И и ликови, исто многу е интересно, што таму запознав многу ликови додека работев, кои сега ми помагаат да ги искористам, дали во театар, дали во преспав, да се инспирирам од сите тие ликови. Мислам дека треба да се негуваат тие вредности. Семејни, не знам, да се слуша срцето, мислам дека срцето не греши. Така да срцето секогаш кажува каде е правилниот пат. Пред да почне снимањето на серијата, повторно се врти некако околу ликот на Талат. Што ти рекоа твоите родители дома, што ти рекоа браќата? Колку те советуваат, колку ти даваат критика дека... И колку ги прифаќаш нивните... Да, нормално. Па, додека го создавав ликот, беше интересно да со нив се консултирав. Ќе се вратам во мојата соба, ќе направам фризура или ликот, ќе го пробам, ќе излезам пред нив, ќе го пробам, па они ќе кажат дали е добро, дали не е, што да сменам, па ќе пробам уште еднаш. И така пробував, мислам. Добро, по колку пати го менуваше ти ликот на Талат со фризури, со све додека да дојдеш до вистинското, 2-3 пати и толку. 2-3 пати, така. Добро, сега кога би добил улога во некоја трагедија или не знам, во некоја тешка драма, како би се snašao? И колку на публиката ќе успееш да ја убедиш сега дека можеш и тоа, затоа што се навикнавме да те гледаме во ликот на... Да, тоа беше нешто што го размислувам, зашто мислам дека е тешко да се избега од тој филтер
на талат, но баш би сакал некаков нов предизвик во некој таков жанр, некој таква улога. Па мислам дека би ми било интересно, би успел. Зашто и мислам дека е здраво некогаш да се избега од комедијата, да се направи некаков баланс. Да не презре, да речам, комедија. Зошто тогаш за комичарите велат дека се најтажните луѓе? И кога би играл стендап комедија, колку сметаш дека ќе се најдеш од ова цело искуство сега што го имаш тука? Од тоа. Па стендап имам размислувано на таа тема. Стендапот ми е од омилените форми на комедијата, но тешко е ради тоа што како уметник треба да даваш. Мислам, уметниците секогаш треба да даваат дали дел од себе, па така и во комедијата. Затоа велат за комичарите дека секогаш им е тешко, зашто давањето е тоа што некојаш знае да направи да се потроши човек или да ги замислувам, например, како рутер за интернет и еден комичар. И така исто тие бранови на позитивност исто потекнуваат од човекот, па тука има некои турбуленции. Веројатно ти е тешко некогаш да мораш да бидеш, затоа што луѓето те препознаваат како секогаш, нели, насмеан, како лик кој што ја засмејува публиката, и сигурно имаш и ти лоши денови. И сега ако го видов, беше прилично намќорест или не му беше денот. Претпоставам дека и ти си имал такви ситуации, а не секогаш можеш да си насмеан. Да, дефинитивно се случува да некогаш не ти е погоден денот, па а јас сум и таков човек со грижена совест, а ако ми се случи да не сум расположен, па да не изреагирам на начин на кој што сакаат, например, луѓето, и после си викам и зошто не успеав да се расположам, па да изреагирам на друг начин, но тоа е. Некогаш едноставно не ти е денот. Талат ми е некако омилен не само на возрастната публика, туку и на децата. Те застануваат на улица, ти бараат автограми. Да, автограми. Од сега селфињата се малку по-актуелни, така, за да си објавуваат по Snapchat, Instagram, да, по социјалните мрежи, иначе. Има и автограми некојаш. Тоа секогаш мене ми исполнува, зашто ми е мило да така да ме перцепираат луѓето како позитивен и да им изнудам насмевки. Тоа е нешто што ретко може да го направи некој. Баш се гордеам со тој делот. Со кого се дружиш од актерите со кои што сте на снимањето? Дали приватно се дружите или така? Да, се дружиме и приватно. Енергијата што имате, претпоставувам, меѓу вас се приметува и кај нас гледачите. Еве, јас зборувам како фан на Приспав, меѓутоа како ви поминува една дружба, што правите? Па многу е забавно, ја едва и со душа чекам да почнеме со снимање, па целата таа енергија да ја почувствувам и дружбите позади камери и пред камери дружбите. Ние повеќе да се дружиме пред камери. И така е, се е позитивно, мислам дека тоа и се пренесува и на гледачите. Добро, кој ти е омилен филм кој што ќе те растажи, пошто глумиш во комедија, или? Пробувам сега да извлечам нешто што не знаеме за теб. Па, сензитивен сум, можам да кажам дека сум сензитивен. Мислам, нормално сите што се бават со уметност мора да им бидат сензитивни. Кум, иначе, ми е еден од омилените филмови и тој знае да ме растажи. Колку пати да го гледам, сегогаш ми е свеж и без време. Влюбен си? Рече пред емисија, немој да ме прашуваш, ова нема да ти кажам, ама јас ке те прашам, па ти не ми кажеш во емисијата. Влюбен сум, да. Ке ми кажеш во кого? Па, во мојата професија. Да, навистина. Мислам, влюбен сум во животот. Добро, да, имаш ли време за љубов, се излегуваш ли со некого, еве нешто што не знаеме за тебе? Да, тој дел е приватниот дел би сакал да остане и приватен, зашто мислам дека за еден актер, за да ја убеди публиката во ликовите кои ги толкува, е важно да се знае што помалку за приватниот живот. Иначе нема ништо слабо. Слаба, па со коронава сега се е слабо. Сега со коронава, да, морав да заокружам некако со темава, ама слабо. Ама па си кажа. Па си кажа. Сосема за крај, очекуваш ли оваа сезона да биде
односно ми кажа на почетокот на емисијата, не е добра, подобра е од предходната. Хит сезона имаме. Хит сезона, така. И дали после петата, можеби има и шеста. Па се надевам ки има. Така? Да, дури има публика, се надевам ки има и преспав. Тука сме за публиката, сакам да кажам. А за петата сезона, мислам дека едва чекам, еве, не се случило да едва чекам да почне. Освен што измисливте вакцинава за корона, уште нешто ќе ни откриеш ли барем или не смеш, продукцијава не дава? Па, се што можам да кажам дека ќе има многу сплетки пак оваа сезона. Ликовите се веќе се наоѓаат во нивниот природен хабитат, каде што спонтано и лежерно се случуваат сите тие хаотични ситуации. И има и нови ситуации сега во петата сезона со враќањето на Миле. Ќе видите, ќе биде многу интересно за гледање. Ти благодарам на разговорот и ти благодарам што беше гостин во студиото на Репозер и со нетрпение очекуваме новата сезона на Хицеријата Преспав. И јас ти благодарам што ме покани. Беше мило што разговаравме и ја поздравувам публиката. Благодарам.